Не, вие отворивте медиум. На 7 мај, шефицата на обвинителството за гонење на организиран криминал најави дека истрагата против екс-владиниот генерален секретар Драги Рашковски најверојатно ќе се прошири. Сега работиме, собираме документација и сослушуваме сведоци за набавка на уште еден софтвер. Така да... Истата фирма е во Не, прашање? друга фирма е. Видите... А зашто е софтверот? Ми кажа, ама сега точно не знам дека е со нешто од печатоци. И он првично кога ми кажа и дека Агенцијата за заштита на лични податоци била против тој вид на софтвер. Минатата недела обвинителството објави дека против Рашковски е отворена нова истражна постапка. Сега се гони за злоупотреби и во друг тендер, покрај сомнителните действија што ги објави 360 степени за набавката на софтвер за автоматски казни во сообраќајот, што никој не го барал, ниту го користи. Спротивно на начелото за економичност, ефикасност и ефективно користење на јавните средства, за економски оператор прибавиле корист право да учествува во постапка за јавна набавка и да склучи договор за истата на износ од 6.455.816 денари со вклучен 18% ДДВ. 360 степени тргна по трагите од трошките во соопштението на обвинителството и изјавата на обвинителката Русковска за да открие кој е новиот сомнителен тендер и дали и во овој случај генералниот секретар Рашковски купувал работи кои претходно ги измислил иноваторот Рашковски. Интернет страницата на Државниот завод за индустријска сопственост е далеку од иновативна, но тоа е местото каде се проверува кој што изумил и патентирал во земјава. Пребарувачот нуди опција базата на патенти да ја проверите и по име и презиме. Кога ќе се внесе името на Драги Рашковски, се појавуваат 7 резултати. Последниот патент на Рашковски од 2017-та, а станува збор за систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќајот. Со овој изум, Рашковски лани се фалеше на својата Facebook фан страна. Доколку таа е поголема од дозволената брзина, системот автоматски генерира казна за возачот. Денеска тој е под истрага и во притворот како 360 степени објави дека во улога на генерален секретар купил софтвер со речиси идентичен опис, кој патем никој ниту го барал, ниту го користи. Осомничен беше и сопственикот на фирмата која го продала софтверот, како и помагачи во процесот. Меѓу останатите регистрирани патенти на име на Рашковски има најмалку уште еден за кој тој јавно се фалел. Систем и уреди за електронско гласање и собирање на податоци од 2013 година. На својата Facebook фан страна, ден по изборите на 11 декември 2016 година, Рашковски објавува фотографија од така наречена гласачка кабина, заедно со текст. На денот кога и после 24 часа не можеме да ги преброиме гласовите, ми представува задоволство да ви ја представам новата гласачка кабина. На уредот на сликата стои грбот на општина Струмица. Илузија е дека правото не може да го споите со техника. 2 години порано, ТВ Телма го снимала Рашковски во емисијата Луѓе и места, каде тој во детали зборува за својот изум. Ние нашата идентификација вршиме со некаква биометриска исправа, кога одиме на традиционално гласање. Наместо да го вршиме тоа со таков документ, сега го вршиме со директно, односно непосредно со нашиот биометриски отисок. И оставаме отисок од прст. Откога ќе оставиме отисок од прст, копчето кое што пишува најави се променува и станува друга боја. И вршиме двојно, односно кумулативно идентификување и со отисок од прст и со картица. Кога Рашковски го објаснува и промовира својот изум во 2014 и во 2016 година, тој е професор на правниот факултет при УКИМ. Во 2017 станува генерален секретар на владата. Што купил, или попрецизно, што набавил Драги Рашковски како функционер, може да се провери на интернет страницата на Бирото за јавни набавки. Таму јавно се објавени сите тендери, бидејќи се трошат народни пари. Пребарувањето низ базата не доведе до сознанието дека на 18 јануари 2019 година Рашковски распишал оглас за набавка на систем за биометриска идентификација. Тендерот пропаднал, бидејќи не се јавил никој. Веќе на 13 февруари распишал нов тендер за истата работа. Овој пат стигнала една понуда од фирмата Digital Media Lab од Скопје. На 15 април 2019 генералниот секретаријат склучил договор со компанијата за набавка на услуги, систем за биометриска идентификација.
Вредноста на договорот е 6.445.816 денари со вклучен ДДВ. Сума наведена и во соопштението на обвинителството за новата истрага за Рашковски. Според тендерската спецификација, дел од набавката многу наликува на она што Рашковски го презентирал како изумител. Описот јасно сугерира дека софтверот треба да обслужи број на корисници кој е приближно ист на бројот на гласачи, односно жители на земјата, и дека треба да се стави во кабина. Интегрираното решение треба да се постави да работи во затворен простор кабина, во која за време на процесот на идентификација треба да има само едно лице. Софтверот треба да се скалира на големи бази на податоци, над 2 милиони субјекти за препознавање идентификација, и да обработува голем број барања за идентификација, идеално во реално време или во најлош случај не подолго од 10 секунди. Но освен препознавање на отпечаток од прст, се барало софтверот да врши препознавање и на други параметри. Високата продуктивност и ефикасност на системот треба да се обезбедат со имплементација на алгоритам за биометриска идентификација, кој вклучува користи отпечатоци од прст, лице, ирис и глас. Иако не е наведено во соопштението на обвинителството, во базата на Бирото за јавни набавки најдовме дека Рашковски купил и мобилни кабини за потребите на системот за биометриска идентификација. Тие чинеле дополнителни 875.088 денари. Според тендерската документација, апаратот е сличен на моделите кои Рашковски претходно ги презентирал. Кој го задолжил Рашковски да ги спроведе овие набавки? За која цел? Дали системот некаде се користи? Го прашавме актуелниот генерален секретар на владата Мухамед Зекири. Во интерес на истрагата, тоа што можам да споделам со јавноста е дека за се зашто отвара постапки јавното обвинителство, за мојот претходник ние соработуваме со јавното обвинителство и на сите нивни прашања навремено во предвидените рокови им одговараме. И не би било, мислам, добро сега ја да споделувам со јавноста такви детали. Добро, но сепак ќе се согласиме дека кога некој е добро купено со средства од буџетот, легитимно е прашањето до институцијата што купува, дали барем знаете каде се наоѓа софтверот кој што купуваш? Јас како актуелен генерален секретар во моментов немам информација точна каде се наоѓа таа опрема. Сега сме во фаза, бидејќи јавното обвинителство побара неколку не само за една постапка, за неколку постапки, сме во постапка на формирање на комисија и ќе направиме попис во генералниот секретар, односно во владата, да видиме што има од опрема во нашите простори. Да утврдиме секако јавноста и обвинителството сите ќе бидат запознаени во однос на тоа. Освен Рашковски, во новата истрага за набавката на систем за биометриска идентификација, осомничени се уште двајца. Истите две лица, велат од обвинителството, биле осомничени во старата постапка против Рашковски за софтверот за автоматско казнување во сообраќајот. Тоа значи дека во новата истрага за биометриска идентификација не е опфатена и фирмата која го добила тендерот – Digital Media Lab. Станува збор за компанија која изработува разни софтверски решенија, која е присутна на пазарот веќе 15 години, а годишните приходи се неколку пати повисоки од спорниот тендер. 360 степени побара, но до овој момент нема добиено став од фирмата добитничка на тендерот.